Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Точно време, неколку минути после 9 часот и отстапуваме простор за темата на денот. Денес, тема на денот ќе ни биде од спортски аспект. Поточно, ќе говориме за активностите и за тренирањето во фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово. Чест и задоволство ми е да ви го представам денес кај нас гостин во студиото, собственик на клубот, господин Александар Маневски. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам и добро ви најдов. Так. Ајде да почнеме од самиот почеток, господине Маневски. Од кога постои оваа ваша фудбалска школа и што е она што ве натера всушност да вложите собствени средства? Фудбалската школа ФК Куманово Евроспорт постои од 2004 година. Значи пред мене собственик беше бившиот фудбалер на ФК Куманово Борче Стојчевски. Значи после долг период, значи, воспоставиме контакт со него, значи, тој ми предложи јас да влезам во школото, за да школото иде напред, значи, да остварува поголеми успеси и за напредок на децата и на градот, нормално. Така. Всушност, нели она што во еден неврзан разговор пред почетокот на емисијата напоменавте дека сте и дете од едно спортско семејство. Поточно, вашиот татко, господин Цветан Маневски, е поранешен успешен боксер на Куманово, па можеби овие успеси се должат токму на тоа. Па да, секако тоа се надовршува на сето ова, пошто и татко ми бил, значи, добар боксер. Кажеме, постарите го паметат, значи, во поранешна Југославија боксирал во прва лига, бил првак на Србија, на Македонија. Јас исто како фудбалер имам играно во Куманово во прва лига, значи македонска прва лига и во сите категории подоле, значи кадети, младинци и други. И сето тоа ме како да кажам, после долга пауза пошто паузирав, ме врати пак да влезам во спортот, а највеќе тоа најголема инспирација ми даде моето дете, значи самото дете почна да тренира фудбал и така со тренерот и собственикот што ви кажа, значи Борче Стојчевски, значи ми даде предлог за да влезам, пошто ние се знаевме и така јас влегов во светот на спортот. Во светот на спортот, да. Повторно, да. еден камбек. Ете, убаво, традицијата продолжува на некој начин. И сега, колку члена во моментов има вашиот тим? Па, моментално број некаде околу 100 деца, значи варира бројката, горе-доле, значи 110, 115, 90, значи варира, некои се запишуваат, некои се отпишуваат и така. Меѓутоа, сега овој период, значи, обично кога е летен период, има повеќе број на се зголемува бројката на деца. Значи покрај овие услови што ги имаме сега на новиот терен, значи се повеќе расне бројката. Така. Дали беше тешко да се стигне од идеја до реализација, односно колку време ви беше потребно да го изреализирате сето она што го замисливте? Па видите вака, значи отприлика ние кога дојдовме бевме без, мислам јас кога дојдов бевме без терен, значи лутавме таму, оваму идеме на еден терен, на друг, на трети, моравме да дојдеме до наш терен и ни требаше некаде година дена за да го реализирам тоа. Значи го замислив и на брзина тоа го направив, што побрзо во интерес на децата, во интерес на клубот, и на сите нас, значи. Така, сепак е на едно многу убаво место. Претпоставувам дека тука беа вклучени повеќе фактори, како и квадратурата, за да можете да го сместите се она што го замисливте. Па да, тука местото се наоѓа, значи има околу 3000 нешто квадрати. Тука е сместено игралиштето кое е самото игралиште, значи 1100 квадрати мислам дека е. Поголеми димензии од нормално, значи од овие што се за мал фудбал, значи 46 на 24.
потоа има тука соблекувални со туш кабини, значи е направена е игротека, значи за деца имаме игротека. Родители да дојдат, пример, кои ги гледат децата на тренинг или утакмица кога има, значи пијат кафе и се релаксират, да. И самата кафетерија, значи тука и паркинг местото, значи цела квадратура, 3000 и нешто, мислам така сега, тачно не знам колку е, али е на таа квадратура. Така, ова е еден голем чекор за Куманово, сте мислеле на се, сте ги презеле сите оние фактори во предвид. Колку членови, колку години, односно број вашиот најмлад член? Дали има некоја старосна граница од која возраст да започнат децата со тренирање? Поне најдобро да започнат од 6 до 7 години, таа возрастна граница е најдобра за децата. Меѓутоа, ние имаме и 5 годишно дете што е член. Меѓутоа, најубава возрастна граница за деца е од 6 до 7 години да започне. Значи, секаде и во Европа и во другите школи, значи во другите така реномирани клубови, значи има од 6 па нагоре, значи години. Значи таа возраст е најдобра за започнување. Не е касно и 8 и 9, да, и 10, али ова е најдобра возраст за започнување. За да се започне. Е сега вака, дали е тешко да се работи со тие, тоа се сепак мали деца? Па добро, тука работат искусни тренери, да кажем. Колку тренери? Едуцирани. Моментално, значи имав 4, сега се моментално 2, пошто едниот замина за странство. 2 реномирани, значи, тренера. Со УЕФА 5 диплома се, значи, тие, кои ги посетуваат сите курсиви, значи, што се тренерски во Македонија и вон Македонија, значи, во Србија, во Бугарија, кои има, значи, тие семинари, ние ги пратиме обавезно. Што се доста едуцирани и доста вложуваат, значи, во децата да изградат карактер, значи и да ги социализират и да ги така. И како спортисти, и како личности да ги направат. Значи многу доста вложуваме на тој план. Така. И да. Психолозите тоа доста го потенцираат. Јас имав можност неколкумина да угостиме тука во студиото и тие потенцираат дека во оние деца што се со исполнет спортски дух многу побрзо размислуваат и многу побрзо се социализираат. Господин Маневски, каде се надпреварувате? Ние моментално, значи, играме со 3 генерации, играме со 2002 на генерација помлади пионери, значи во Македонска регионална лига. Тоа се деца до 15 и 16 години, значи таа возраст во Куманово ние имаме, значи, до 15 до 16 години. Потоа се надпреваруваме, имаме своја Кумановска лига, која што се одржува кај нас на игралиштето, значи тука се сите екипи од цело Куманово, значи ФК Башкими, ФК Миланов, значи Гоблен и ред други, значи, екипи. Има околу 10 екипи и се надпреваруваме секоја недела, значи овие помалите што се, значи, деца од 9, 10, 11 години играат на теренот кај нас Вештачка трева, значи тоа, да. Е сега вака, какви резултати остварувате? Дали сте задоволни? Па да, секако нас приоритет е прво, значи, пред све да направиме, значи, децата, како што реков, да стекнат некој социјален правец, значи, да фатиме, значи, да не идат по улица, значи, уште од малички да бидат спортисти, пошто спортистот е, да не кажам сега, поразличен човек од другите, значи, друг ше... Па баш така, во таа смисла на зборот и така е. Да, значи другачи размислува, за разлика од другите, значи да избегнат децата, значи по чаршија да не пијат, значи да не, нели, сега во какво време живееме, во едно стресно време, во едно модерно општество, современа технологија. Прво ние пред тоа се, значи тоа да ги усмериме децата во спортот, а потоа, значи, да видиме ако можеме да направиме некој добар фудбалер, значи тоа ни е на второ место добар фудбалер и нормално сега резултатите се во трет план. Значи ние се даваме се од себе, меѓутоа на први 2 места ни се овие приоритети. Да. Еве сега вие како сопственик на клубот, а воедно и во еден директен контакт со децата, со нивните родители, што сметате колкава е заинтересираноста на младите за спортот во денешно време? Па да ви кажам дека за град како Куманово е доста мала. Значи доста мала, за разлика од другите градови кај што се многу помали градови, не зборувам само за фудбал, зборувам опште за целокупно, значи целокупен спорт. Да речеме, значи градот со 120.000 луѓе
во фудбал кај нас во Кумано, дали има целокупно да собереш 800 деца, пример, што е многу минимална бројка за разлика од други градови. Значи кај пример да го земеме еден Штип, пример може да има преку 2000 деца, пример, што тренираат фудбал, или некои други градови што се помали, што се многу поактивни, само за фудбал зборувам, не зборувам за други спортови. Меѓутоа тука треба малце повеќе да се вложи во спортот, не само во фудбалот, во целокупно, значи за да допринесе, нели, да допринесеме за покачување на бројката на деца. Така. Сега со ова што го изградивте како за почеток самиот објект, а имате еден затворен балон, покажува дека сте доста сериозен во вашите намери. Што планирате во иднина? Па секако во иднина не застануваме тука. И се бориме да видиме, сакаме да дојдеме до свое фудбалско игралиште, значи нормално за поголемо игралиште, околу ќе напредуваме, значи како сега што идеме по турнири. Сакаме да идеме нагоре во другите лиги, да формиме прва лига, овој прва екипа, која ќе се натпреварува во пример во трета, втора па и прва македонска лига, нели? И што ќе бележиме успеси, значи тоа ни е целта покрај децата, нели, што ги спомнам, значи и клубот да иде нагоре, значи покрај тоа е врзано едно со друго, значи децата и клубот, да. Така. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Сакам да ти бидам патот кој те води, како сули си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабо, Божен случајно забавено и филмски. Стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам, како суволи се згази ме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце статки ти одбројува. По
Почитувани, еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со нашиот разговор. Тема на денот фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово, а господин Александар Маневски. Господине Маневски, да продолжиме понатаму со разговорот, односно со вториот дел од овој разговор. Дали можете да ни кажете, а и рете да ги споменеме оние ваши чести патувања надвор од границите на Македонија? Па да, секако ние сме едни од ретките во Македонија што учествуваме на доста меѓународни турнири. Имаме 3 пати одено во Аустрија, со еднаш со помали генерации, со 2005 беше мислам пред 2 години, потоа со овие 2002 и 2001, пак со 2003 бевме, 3 пати имаме одено во Аустрија, а еднаш зедовме 5-то место таму со овие помалите. А со другите од 16 екипи, тој беше многу страшен јак турнир. Имаше од цела Европа екипи и бевме четврти, имаше од Италија, од Франција, од Германија, од секаде, тој беше многу јак турнир и четврто место освоиме. Бевме потоа на 3 турнири, во Србија бевме на 3 турнири, во Јагодина, Златибор и 2 пати во Јагодина и еднаш во Златибор бевме, додека сум јас, во клубот, кажам, за овој краток период. Потоа бевме сега најново што бевме во Грција, во Катерини бевме сега од 9 до 13 мај. Овој април бевме, таму исто го освоиме 5-то место, од 16 екипи, доста добар успех што е за нас. Таму беше и Црвена звезда од Белград, игравме пријателска утакмица со нив, не бевме во иста група, али се договоривме така со раководството нивно, изигравме и ги победивме 3-1, мора да кажам. Еве првиот резултат кој што го споменавте. Да, мора да кажам, пошто добро, они игра со втор таму, не игра со првиот состав, али пак да ја победиш Звезда, мислам дека тоа е еден многу голем успех, да. И сега имаме, најново, сега имаме покана, ја разгледуваме, добиме покана за во Барселона, додиме во месец октомври. Гледаме, имаме и ситни овие, мислам ситни, по Македонија имаме тука, имаме во Охрид, наверојатно ќе одиме, у Котшен имаме турнир, али овој што е, имаме најозбилен што е турнир во Барселона сега во октомври месец. За сериозноста на вашите успеси, како и на вашиот клуб исто така, говори самото тоа што за вас пишува и некои од националните медиуми, па според тоа дали можеби имате поддршка од некого, спонзорство од некои поголеми фирми? Видите вака, конкретно, спонзорство, стално немаме, од некоја фирма, меѓутоа од време на време ни помагат, да ги споменам, морам Бучен Козак, пример, еве сега последен пат ни помогна нешто со минимални средства и Дубопром, голема благодарност и до нив. Меѓутоа тоа е само финансирање, родители и ние од клубот, што тоа веќином тоа што го правиме. Меѓутоа голема благодарност пак да кажам до овие две фирми, да, што се, да. Така. И сега, ако не е тајна, господин Маневски, како изгледа еден ваш работен ден во клубот, а и како изгледаат активностите на самите дечиња членови? Па, ние имаме, со генерации 2 пати дневно тренинг, насебали попладне децата кога се сабале во школа имаат попладне тренинг и обратно, кога имаат попладне имаат сабале. Конкретно тренерите си вршат, како што реков, работата. Јас од време на време одам, ги надгледувам, комуницираме со тренерот, за кои деца напредуваат, кои се подобри, малку позаостануваат. Да. Што во таквите случаи, дали работите повеќе со тие деца? Па нормално, па гледа, пример, на некого му фали пример да игра со лева нога, нели? Конкретно мора тоа да го преземе, мислам и тренерот и самото дете, да повеќе да тренира, пример, со таа лева нога, конкретно сега, нели, го земав. Пример, некој му фали со глава, пример, да игра повеќе со глава, на тие работиме, што му фали повеќе да се работи, во тој аспект повеќе, со координација со тренерот, фактички, имаме... Одлично. А каква ви е соработката со родителите? Дали тие очекуваат брзи успеси? Па како секој родител, уште сега мечтаат, нели, за децата да бидат фудбалери и вамо таму, меѓутоа
уште е рано се каже, нели? Меѓутоа има многу квалитетни деца и ние и самите им даваме поддршка на родителите и на самите деца, значи тие што се поталентирани, сега да не ги избациме овие другите, меѓутоа треба да се истрае и да се работи. Без работа нема ништо. Џабе оние кои се талентирани ако не тренираат. Значи треба упорноста и тренингот го прави, значи го дава резултатот фактички на крајот. Дали он ќе биде фудбалер или не, зависи од тоа колку ќе тренира. Значи он ако е талентиран и да се надогради со тренирање, значи неизбежно да биде добар фудбалер. Како и многумина професори по физичко образование што рекле овде кај нас во студиото, 10% е талентот, а 90% е работата. Се гледа сериозноста во вашите намери. Каде вие го гледате вашиот клуб во иднина? Па се уште рано се, јас сум увек оптимист, али уште рано се зборува, меѓутоа како идат работите напред, очекувам, значи, како што реков, да дојдеме до игралиште, мислам поголемо игралиште, да направиме, значи, инфраструктура, да направиме прва екипа, да се такмичи во овие наши лиги што се. И нормално ќе видиме после што како, значи турнирите обавезно, значи неизбежни се нон-стоп, значи пратиме, па ќе видиме, значи планираме Дека ќе биде добро. Дека ќе биде добро. Сега вака, кажете ни уште една информација за нашите гледачи за крајот на емисијата, кога, каде може да се запишат заинтересираните членови? Па најдобро би било кога може да дојдат на лице место, значи да се обратат доле на самото игралиште на Евроспорт, ради тоа што таму се, нели, таму ќе биде тренерот, таму е секретарот, пример, за да ги објаснат на децата условите што како, значи, за запишување, што добива, значи, со запишување, за надпреварување, и за други работи, значи на лице место е најдобро да дојдат и за да добијат потребната информација. Да, за потребната информација, тоа е тоа. Така. Што друго да ви кажам, освен да ви се заблагодарам за денешното гостување, ви посакувам многу успеси во иднина и се надевам дека повторно ќе ни видите гостин, но очекувам во придружба да доведете и еден мал дел од вашите членови. Благодарам на поканата што не поканивте уште еднаш, значи голема благодарност до вашата телевизија. Се надевам дека со некои во нареден период со некои добри резултати, значи ќе се пофалиме во вашата емисија. Така, ви благодарам од името на телевизијата. Благодарам. И вам ви благодарам, почитувани гледачи, за тоа што не следевте денес. Се надевам дека уживавте во уште едно ново издание на Нов ден. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете на каналот на К3 телевизија. Имајте убав ден и пријатно расположение.